Ана, конечно вечерва во 20 часот го имате годинашново издание на Пич Прич, вечерите на женски приказни, кое што беше одложувано нормално заради пандемијата и на крај се одлучивте за онлайн верзија. Па, ќе те замолам накратко да ни ја представиш темата која што сигурно ќе биде актуелна, бидејќи се работи всушност за школството. Да, школството во последнава недела дена е доста актуелно кај нас, меѓутоа во јавната сфера, нели? Меѓутоа исто така е многу важно од повеќе аспекти, ако се погледне низ феминистичка призма, низ феминистичка гледна точка. Ако може да почнам така од пошироко, па да одам кон по-конкретно, една од главните теми кога го имавме хаштагот сега кажувам, односно кога беше иницијативата за споделување на искуство со сексуално вознемирување на жените, произлезе дека многу голем дел од тие травматични приказни всушност се случиле во школските клупи. Така што тоа ни остана уште тогаш како еден факт што го евидентиравме и го оставивме за некој подоснежен момент. Понатаму, исто така, школството е гранка што е претежно женска, значи на професиите поврзани со предавањето многу често се соврзуваат со жени и многу голем дел од жени се вработени токму оваа професија, дури една од гранките каде што често има жени на раководни позиции. И конечно, во пандемијата, во овие конкретни околности, жените, односно мајките на предшколски и школски деца се оние на врз кои што падна најголем, освен секако просветниот кадар, мајките се оние врз кои што падна многу голем дел од товарот на образованието на децата, односно се оние што треба да ја спроведуваат улогата на надзорнички, на воспитувачки и така натаму. Поради сите овие причини, решивме малку да поразговараме за школските клупи. Секако настан кој требаше да се одржи во живо, меѓутоа поради пандемијата и овој го префрливме онлайн. Не се сомневам дека ќе има и потресни, забавни, урнебесни приказни, како што тоа обично бива на овие вечери на женски приказни. Кои ќе бидат раскажувачките овој пат? Раскажувачките е една работа што би сакала да ја споменам што е доста интересна. Ова ќе ни биде првиот Пич Прич што ќе биде двојазичен, односно имаме две раскажувачки што на македонски ќе зборуваат, 3 на албански и една што ќе зборува на српски, гостинка ни е. И ќе имаме и превод, така што ќе може да се следи настанот на Zoom со помош на алатката за превод. Многу ни е мило што влеговме во комбинација со Трегиме Пиешкаш, односно Гудзим, кој што го води овој настан, инспириран на некој начин од Пич Прич, така што заеднички го организираме овој пат. А гостинките кои што ги избравме се Драгана Каровска-Чамерска, која што е правничка по професија, активистка, понатаму Мерита Таири, која што е професорка по математика во основно училиште. Ја имаме и Ениена Аети, која што е слично како мене, колешка, преведувачка, независна фриленс преведувачка. Понатаму следните гостинки ни се Анита Латифи од Албанскиот театар, поранешна новинарка, и Татјана Баевтимовска, македонистка, и Ружица Маријановиќ, која што е професорка во средно училиште во Србија и која што е организаторка на една многу интересна иницијатива за која што повеќе можности имаме ќе можеме повеќе да чуеме вечерва. Тоа ќе бидат нашите раскажувачки. Надеваме дека нема да не разочараат и дека како и секогаш ќе опфата темата од многу различни агли и на многу различни начини. Така е. Она што е интересно за Пич Прич, веќе десетина настани ги одржавте во изминативе неколку години, па потоа и се разграни таа манифестација, па има Пич Прич Слем, па има во Куманово, па имаше на Оревча плажата Охридска. Како ја развивавте цела оваа манифестација и какова визија конечно имате за понатаму? И развивавме, започна целосно волонтерски, од нашата желба на некој начин да ги промовираме, нели, паралелно со традиционалната фиксна историја, која што нели ја пишуваат победниците,
во многу земји, односно секаде низ светот, се развива една паралелна орална устна традиција, женска устна традиција, која што се пренесува од колено на колено, најчесто преку баби, преку оние што се типичните раскажувачки во семејствата. И таа понекогаш нуди многу поинакви толкувања на познатите факти отколку она што го пишува во учебниците или книгите. И сакавме на некој начин тие субверзивни, паралелни, чисто зацкриени приказни малку да ги извадиме во етер. Од друга страна, исто така сакавме да ги промовираме и жените, истакнатите жени кај нас, затоа што многу често за важни прашања, панелите или дискусиите или разговорите се водат во исклучиво машки кругови. Сакавме на тој начин да дадеме еден придонес. И имаше многу од првиот настан, веќе за вториот, значи имавме многу голем одзив. Многу луѓе не можеа ни да дојдат до место. И понатаму добивме поддршка, во овој случај веќе повеќе години добиваме поддршка од шведската фондација Квина тил Квина и настанот го организираме заедно со нашите партнерки Титинг, кои што се одлични, кои што многу ни помагаат за административниот дел од работата, во кој што немаме ние толку многу искуство. И по така со тек на време почнавме да вклучуваме и регионални гостинки, интересот си продолжи да расте, почнавме да бараме поголеми сали. Па се надеваме дека во иднина имаме многу интересни планови, малку и за интернационализација уште поголема, па ќе видиме постпандемиски, во пандемиски, како ќе успееме да ги реализираме тие. Ана, што е субверзивно во тоа што жените раскажуваат своји лични искуства? Има повеќе аспекти што се субверзивни. Еден од тие аспекти е нормализацијата на женските искуства, кои што многу често се табуизирани, се сметаат за срамни, се смета дека не треба да се или дека се тривијални, дека се неважни, дека тоа се приказни на за кои што на никој не му е гајле или кои што не вреда да добијат било какво посериозно внимание. И всушност од тие приказни произлегуваат многу интересни наративи. Се гледа колку бил всушност голем женскиот придонес, иако често изостанува од официјалните признанија. И се гледа колку способни, компетентни и на својата, и во својата професија, и во јавниот живот всушност се жените. Така ние сме имале најразлични теми, се ме опатиле од влакна до фасада, тоа е пич што понатаму ќе го промовираме. Различни теми биле покриени и се надевам дека, забележувам дека секако паралелно со ова и не само благодарение на ова, меѓутоа благодарение и на други фактори, тие теми веќе пополека се детабуизираат, особено кај младите генерации, дека гледам дека има многу поголема слобода и многу поголемо прифаќање на женските идентитети од секаков тип кај младите. Да, бидејќи на овие вечери учествува и мажи, например. На неколку од овие вечери учествува и мажи, значи не се само жени. Како го објаснувате ова? Па да, секако, ние се обидуваме да дадеме глас, да оставиме простор за сите гласови што најчесто се надвор од типичниот формат. Така што сме имале, заедно со нашите партнери Маргини и Хелсиншки комитети, организиравме 2 настани срамота, каде што имаше доста машки гласови може да се чуят. И тие беа доста интересни по формат на пич-прич и кога ќе се погледнат од некоја таква, кога се ставаат работите во феминистички контекст, веднаш се добива поинакво читање, поинакво гледање, дури и на тие најтипично машки приказни, кои што ги знаеме затоа што задоени сме со нив во јавниот простор од најмала возраст. Меѓутоа се гледа всушност и тие колку понекогаш знаат да бидат и ранливи, колку знаат да бидат и обезмокени на некој начин. Да, сме давале секако гласи на отворени сме и понатаму за сите мажи кои што имаат волја малку од поинаква гледна точка да го разгледаат своето животно искуство и да ја преиспитаат својата позиција, најчесто на моќ и привилегија. Спомна на кратко, но сепак ќе те прашам уште еднаш. Како ги избирате темите? Како ги избираме темите? Да, темите ги избираме врз основа на она што сметаме дека не е доволно представено како женско искуство или дека е табу. И често се трудиме да најдеме говорнички кои од различен аспект ќе покријат зададената тема. Исто така многу често ги следиме и тековните настани од феминистички аспект, па се трудиме да ги прочитаме и поинаку.
товарот од пандемијата постојано слушаме за тоа дека товарот од пандемијата, на пример, во овој даден контекст, во голема мера паѓа врз жените меѓу другите неколку групи кои што се многу погодени, како што се секако здравствените работнички работници и работниците во примарните дејности. И меѓутоа, што значи тоа во пракса? Како изгледа тој товар што падна врз грбот на жените? Како изгледа тоа едно секојдневие во кое што сите услуги и служби што се занимаваат со грижа и задоволување на потреби на деца, кои што кај нас и онака однапред веќе не се многу квалитетни и не се многу достапни, одеднаш и таа мала поддршка што била достапна, има целосен колапс и ги нема тие веќе сервиси. Како тоа изгледа во секојдневието на жените? Како тоа изгледа во секојдневието на просветните работнички? Работнички вам затоа што се големо мнозинство во просвета работените жени. Како изгледа тоа тие обиди да одржат час преку Zoom? Како изгледа тие обиди на мајките кои што треба истовремено да работат во моментов, кои што треба да се грижат за храната, за прехрана на семејството, затоа што нели тоа е традиционално женска работа. Како исто треба да водат сметка за домашните работи, дали се напишани и испратени на време и дали техниката, односно лаптопот и што е што користат нивните деца, исправно функционира. И ова е сепак еден многу мал сегмент од популацијата кои што се во релативно комотна позиција, ги има тие технички помагала и така натаму. Што станува за оние што го немаат ни тоа? Што станува со тие? Тие се сите теми што секојдневно некако не се сметаат за доволно важни, не влегуваат во главните вести. Дали какво е менталното здравје кај овие жени кои што веќе имаа голем товар, а сега им е зголемен товарот. Тие се тие теми што ние сакавме сега во овој случај да ги начнеме. Има различни анекдоти од типот на дека мајките се кријат заклучени во ВЦ за да можат да одржат работен состанок. И така натаму. Сето тоа многу интересно звучи кога ќе го чуваме во формат на Pitch Prič. Ана, кога те представував, реков дека си феминистка, така неретко се представуваш, односно постојано. И во контекст на ова што го зборуваш, сакам да те прашам каква е потребата од феминизам, барем кај нас себе? Потребата од феминизам е неопходен е феминизмот. Јас мислам затоа што е една од позициите на општествено и лично действување што нуди радикално преиспитување на сите авторитети. На сите зададени факти, на сите зададени вредности, на сето она што не учат дека по дефолт, да искористам странски израз, треба да е така. И без разлика дали ќе го наречеме феминизам или ќе му дадеме друга некоја етикета, тоа е позиција што радикално преиспитува зошто работите се така, кој вели дека се така, зошто ова нешто мене ми се представува како авторитет, зошто мора така да биде за да произлезе од тоа нешто добро. И гледаме, ете пак на школството ќе се навратам, дека имаме многу ниски резултати на ПИЗА, како на тестирањето ПИЗА како нација. Мислам дека тоа е токму затоа што кај нас ваквиот не се него, односно се обесхрабрува ваквото критичко размислување, ваквото преиспитување. Нас од многу рана возраст и во претходните системи и во тековниот систем, една од првите работи што на децата им се втивува со сила или со мило во глава е дека мора да ги почитуваат авторитетите, мора да бидат стално мирни, мора да прават тоа што ќе им се каже. Не се негува критичкото размислување, не се негува љубопитноста, не се негуваат сите оние квалитети што водат до и напредок и до подобрување на животните околности, а феминизмот ја нуди таа позиција. И затоа многу ми е мило секој дел од мојот живот и секој дел од општественото действување да го преиспитувам токму низ оваа однапред веќе критички поставена позиција. Ана Василева, феминистка, една од иницијаторките на Pitch Prič. Ти благодарам многу што беше дел од утрински брифинг.